Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани ја одржа редовната 16-та седница на која на дневниот ред се најдоа десетина точки, меѓу кои, освен давањето согласност за паралелки со помал број ученици, вниманието на советниците го предизвика и полугодишниот извештај за работа на полициската станица. При тоа дискусијата се разви во поинаков правец, откако беше поставена дилемата кога во Кочани ќе биде вратен секторот за внатрешни работи. Полугодишниот извештај за работењето на полициската станица во Кочани беше повод за подолга расправа меѓу опозицијата и опозицијата во Советот на општината во рамки на редовната 16-та седница. Дел од забелешките што дојдоа во врска со извештајот се однесуваа на безбедносната состојба во првите 6 месеци од годината, а координаторот на опозицијската советничка група ја потенцираше најавата од и Кочани повторно ќе добие сектор за внатрешни работи. Почитувам командире дека ние на претходниот извештај, на кварталниот извештај ви дадовме поддршка за кварталниот извештај и ако ги кажавме слабостите, тогаш констатиравме многу работи заеднички и донесовме еден заклучок со кој што и ние како опозиција дадовме поддршка да полициската станица заедно начело со вас проба да го врати сејајот и статусот на полициски сектор кој што имаше пред многу години. Па би сакал да ми кажете и да ми одговорите докаде е ситуацијата со ова, иако гледаме и констатираме дека и покрај поминати 3 месеци се уште нема никаков повидок дека ова ќе се случи, а со оглед на тоа што знаеме дека неколку пати доаѓаше министерот за внатрешни работи, докаде е ситуацијата со ова. Прашањето на Митев иницираше реплика од советничката група на позицијата, поради што се разви дискусија во поинаков правец од очекуваното. Само да ве потсетам, пред се морам да истакнам дека добро е што се залагате за тоа да или посекувате да стане сектор за внатрешни работи, меѓутоа да ве потсетам дека токму во владењето на ВМРО ДПМН полициската станица во Кочани беше симна до нивото од сектор во полициска станица. Дајте како град, изборете се. Изборете се, направете нешто добро, за наше добро, за доброто на граѓаните. Сите од тоа зависиме. А политички поени најмалку треба сега да се збори и да се покажуваат некои работи и да се вратат со прст. И да се враќаме назад. Зошто не искочите одговорницата и да кажете што вие направивте полициската станица да не биде полициска станица, туку да остане сектор? Во ваше време имаме едно скалило надолу. Значи ние почнуваме со едно скалило надолу и правиме лобирање и се обидуваме полициската станица да ја дигнеме на едно ниво повисоко. Точно и тоа дека 10 години не успевале, немале храброст да претходните структури со граначалникот, па и ние како советници не успевавме, а гласавме и тоа, така ли беше? За извештаите. Ама еве сега вие сте на потек. Зашто политички настапувате и коментирате? Ние од оваа говорница да гледаме да се бориме што е можно максимално, дали институционално, дали вонинституционално да слушнат граѓаните, ако треба да делуваме, да блокираме улици, патишта, да видиме што е потребно за да полициска станица Кочани стане сектор за внатрешни работи и со самото тоа се возможат вработување на повеќе кадри за да полициската станица, односно секторот за внатрешни работи во иднина може подобро да извршува својата работа. Ваквата расправа на седницата не беше насочена кон полугодишниот извештај за работа, поради што дискусијата се обиде да ја смири командирот на полициската станица, кој посочи на искажаните резултати во извештајот. Гледате дека се зголемени мерките од нашето работење. Да почнем од почеток, мислам дека не треба да го образлагам се, од дело на економскиот криминалитет имаме поднесено многу повеќе пријави кривични, од делот на недозволена трговија со дроги исто така. Сите параметри покажуваат дека имаме поднесено повеќе кривични пријави и дека имаме многу повеќе работено и сработено. Во врска со дискусијата за повторното враќање на секторот за внатрешни работи во Кочани, Јакимовски даде и дополнително појаснување. За тоа треба да се измени законот за полиција. Ние имаме најава дека ќе треба да се донесе нов закон за полиција, во кој ќе бидат предвидени најмалку уште 3 регионални центри, меѓу кои ќе биде Кочани, Прилеп и мислам или Гостивар или Кичево од Западна Македонија. Значи, се додека се овие услови, ние во овие услови ќе работиме, не сакам да образлагам, значи работиме во тешки услови.
Командирот на полициската станица во Кочани додаде дека неодамна се примени 15 униформирани полицајци, што до некаде ја подобрува состојбата за да може да се одговори на задачите. Сепак констатираше оти недостасува стручен кадар во инспекцијскиот дел, зашто најдобро решение би било доколку се оформи регионален центар во Кочани, односно сегашната полициска станица, повторно да го добие статусот на сектор, што го имаше и порано. На крајот од дискусиите, со мнозинство гласови беше дадена поддршка на полугодишниот извештај за работа, со очекување дека законот за полиција брзо ќе доживее измени за да се промени и статусот на полициската станица во Кочани. Во Кочани започна да функционира мобилниот сервис за домашна грижа, со што се подобруваат здравствено-социјалните услуги за граѓаните од руралните подрачја во регионот. Промовирањето на проектот се одржа викендов, при што на отпочнувањето со работа на сервисот присуствуваа министрите за здравство и за труд и социјална политика, како и представник на UNDP кој ја обезбеди финансиската поддршка. Кочани е првата општина во Македонија во која започна да се реализира проектот Мобилен сервис за грижа во домашни услови. Со него жителите од руралните подрачја треба да добијат подобра здравствена и социјална заштита. Носители на проектот, што се разработуваше неколку месеци, се Министерството за здравство и за труд и социјална политика. Партнер е локалната самоуправа на Кочани, а финансиската поддршка е од UNDP. За прв пат се имплементира еден европски модел на здравствена услуга, а тоа значи мобилен сервис кој што жителите во овој регион ќе добијат здравствена и социјална услуга во нивните домови. Станува збор за услуга кој што како медицински сервис ќе значи сервис во областа на хроничните болести, значи за сите пациенти кои што имаат кардиоваскуларни болести, кои што имаат диабет, понатаму за мајките и малите деца, понатаму за постарите луѓе кои што се потешко подвижни и дополнително сервис од социјалниот работник, заради тоа што ова ќе биде еден тим во кој што освен медицински сестри, кои што се специјално тренирани да дават ваков тип на услуга во домашни услови, учество зима и социјалниот работник. За почеток со проектот ќе бидат опфатени жителите од пооддалечените населби во Кочани, како и од приградската населба Оризари. Исто така ќе бидат вклучени и граѓаните од соседните рурални општини Зрновци и Чешиново Облешево. Социјалните и здравствените ризици никогаш не се исклучуваат еден со друг и се испреплетуваат. Македонија досега немаше заеднички сервиси кои што им се нудат на граѓаните. Со овој сервис покажуваме дека ако заеднички и мултисекторски пристапуваме кон проблемите, граѓаните ќе бидат позадоволни од услугите. Оставам да во наредниот период овој сервис ги покаже своите резултати, граѓаните се задоволни од истиот овој сервис и да конечно во Македонија добиеме една национална програма за здравствено-социјални услуги, затоа што во пракса тоа би значило дека ако едно семејство има лице со здравствен ризик, одреден дали е диабет, дали е мајка со новороденче, не значи дека тие ги знаат своите права, социјални права. Со учеството на социјалниот работник во овој тим, тој ќе ги идентификува кои се можните социјални ризици и ќе им понуди услуга, ќе ги поврзе со Центарот за социјална работа и со тоа ќе се обезбеди полесен пристап и до здравствени и до социјални услуги за сите граѓани. Представничката на UNDP Луиза Винтон на промоцијата на проектот истакна оти била постигната одлична партнерска поврзаност со двете ресорни министерства. Мобилниот сервис во домашни услови според неа е задолжителна услуга за здравствениот и социјалниот систем во Македонија во иднина. Со проектот во Кочани се вклучени 4 медицински сестри, 2 социјални работници и 1 координатор. Граѓаните од општина Кочани ќе добијат мобилен сервис, домашна грижа, со посета на стручни лица во руралните делови на општината, на кои што им е потребна разна медицинска помош. Информациите за луѓето ќе ги добиваат од матичните и од општата болница Кочани. Со тоа ќе се овозможи да луѓето овие неопходни здравствени услуги ги добиваат на лице место, со тоа да се намали гужвата од една страна во општинската болница, а од друга страна и граѓаните ги добиваат своите услуги на лице место. Ангажираните стручни лица со проектот ќе работат во период од 9 месеци, при што ќе добиваат бруто плата во износ од 20.500 денари месечно. Освен во Кочани, проектот ќе се реализира и во општините Битола и Ресен.
Екипа од ученици, членови на екоодборите во сите кочански училишта во саботата се вклучија во акцијата за расчистување на околината од отпад. На овој начин училиштата беа дел од меѓународната акција за чиста околина, во која учествуваа најразлични организации и волонтери од 150 држави во светот. И кочанските основни и средни училишта се вклучија во акцијата што по повод 15 септември, меѓународниот ден за чистење на планетата, се организираше на ниво на држава. Се чистеше околината и училишните дворови, а целта на акцијата е подигнување на свеста кај луѓето за чиста и здрава животна средина. Јас сум Љупка Јорданова, член на екоодборот на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Ние во саботата се излеговме во екоакција и ја изчистивме околината на нашето училиште, бидејќи поминуваме голем дел од денот тука, и тоа треба да биде во чиста околина. Нашето училиште ќе ги поддржува и другите екоакции и понатаму ќе учествуваме во екоакциите кои ќе бидат организирани. Јас сум Надалина Грозданова, член на екоодборот во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Јас сум многу задоволна за тоа што ние во саботата организиравме многу добра акција за прочистување на нашето училиште. Сега ние сме во чиста околина и ќе бидам член и понатаму и на другите екоакции што ќе се одржат за нашето училиште. Јас сум Мила Пандурска и сум член од екоодборот на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Пораката од нашето училиште е да не се фрла отпад и доколку се фрли, тоа да се исчисти. Акцијата беше од светски карактер. 15 септември е светски ден на чистење на животната средина. Нашиот екоодбор, како и секогаш досега, се вклучи активно во оваа акција. Се пријавија за учество во акцијата сите ученици, односно екоодборот ги регрутираше повеќе ученици од нашето училиште и сите тие се јавија. Броевме околу 60 членови. Екоодборот на нашето училиште има доста обемен акцијски план и веќе во септември се очекуваат нови акции од нас. Ќе го прославиме 22 септември како секоја година, денот без автомобили и уште неколку акции за кои сега нема да откриваме детали. Сакаме да се заблагодариме и на организацијата Екопроект, која и овој пат соработуваше со нас, да ги донираше вреќите и ракавиците кои ни беа потребни реквизити за чистење на нашата околина. Инаку акцијата е со меѓународен карактер, во која беа вклучени најразлични организации и волонтери од 150 земји од светот. Оваа година се стави акцент на неразградливите пластични кеси, кои се огромен глобален еколошки проблем за целокупната природа, особено за животинскиот свет во реките, морињата и океаните. Символичната акција е со цел да се потикнат луѓето да променат нешта во нивните секојдневни навики и со тоа, наместо да учествуваат во создавањето на проблемот, заедно сите да бидат дел од неговото решавање. Во Истибања викендов беше отворен 33-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Учествуваат фолклорни друштва од 7 земји и повеќе фолклорни ансамбли од Македонија. Импресивен настап на фолклористите од Пиринче, Благоевград и на Анкара Джансу, младинскиот и спортски клуб од Турција, како најмлади учесници на 33-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, кој што викендов беше отворен во Истибања. Јас сум Мина, ние сме од Турција. 35 деца имаме во групата и се на 10 годишна возраст. Ние сме најголем ансамбл во Турција. Ми се допаѓа Македонија и луѓето овде. Аз сум Васил Цветков од Българија. Јас сум Васил Цветков од Бугарија. За прв пат сме тука во Истибања. Доаѓаме од Благоевград. Ќе се представиме со танци, со тапани. Сместени сме во семејства. За прв пат во Истибања дојдоа и ансамблите од Хрватска, Литванија, Косово, кои презентираа нивни традиционални локални танци.
Јас сум Николина Лукетиш Делија, долазим из... Јас сум Николина Лукетик Делија, доаѓаме од Хрватска. Дојдовме со детскиот фолклорен ансамбл со деца на возраст од 10 до 14 години. Убаво ние и се заблагодаруваме на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања за поканата. Ќе се представиме со две кореографии. Првата се состои од песни и игри од нашиот крај и се игра во традиционални носи и со традиционални инструменти, а другата е без инструментална придружба. Јас сум Оксет. Мојата група е Жиргиндиели. Прв пат сме во Македонија и Истибања. Ние сите мислиме дека е многу убава земјата. Многу ни се допаѓаат планините, природата и културата тука. Ке настапиме со танци. Се надевам ќе ви се допадне. Јас сум од Косово, поточно од Призрен. Ми се допаѓа Македонија и луѓето тука. Ние ќе се представиме со традиционален фолклор од Призрен. Фестивалот во Истибања го отвори градоначалникот Ивица Димитров, а обраќање имаше и првиот човек на Сојузот на фолклорни ансамбли Антонио Димитровски. Сум на едно вакво место, заобиколен со културното наследство на својот народ, но и на уште 7 други земји кои сакам посебно да ги поздравам и да им посакам топло добре дојде. Почнувајќи од Павловден, па со 4-дневната програма околу 30 август, денот на ослободувањето на градот. И денес овде од Истибања најавуваме богат фолклорен спектакл кој верувам дека ќе ги наполни вашите срца. Здравоживо на 33-тото Истибањско здравоживо, кој фестивал е на највисокиот ранг на Меѓународната фолклорна асоцијација на светот, ЦИО, со посебно место во највисокиот ранг на фестивали во светот. Фолклорниот ансамбл, домаќинот Китка, гостите ги почести со традиционалните ора, кои ги одиграа најмладите и највозрастните членови на ансамблот. Фестивалот продолжува и во наредните 2 дена со настапи во регионот, а се затвора во среда со гала концерт на плоштадот Ангел Винички. По повод јубилејот 50 години постоење, Националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани продолжува со настани и активности. В среда во 19 часот ќе биде отворена изложбата Враќање на уметникот Миливој Симеонов од Виница. Настанот е во годишната програма во ликовно-галеријска дејност, преземање на изложби на Националната установа, финансирана од Министерството за култура. Уметникот Миливој Симеонов од Виница, член на Друштвото на ликовни уметници кој е едно од најактивните во државата, деновиве пред јавноста се представува со самостојна ликовна изложба, која ќе биде отворена на 19 септември во 19 часот во салонот Фоје 2 на Центарот за култура Бели Мугри. Симеонов е роден во 1973 година во Виница, а дипломирал на Факултетот за ликовна уметност на одсегот сликарство во класата на професор Душан Перчинков. До сега има учествувано на 25 самостојни и групни изложби во повеќе градови во Македонија и во Швајцарија. Овие слики се чисти и прецизни, ставаат акцент на мотивите кои ги представуваат во нивната основна суштина и присутност во светот околу нас. Не алудираат на скриена символика, освен личната символика на авторот, кој несебично ни остава простор и самите ние да ги компонираме и групираме во согласност со нашата потреба за осознавање, креирање и остварување. Сликите покажуваат исклучително владење на сликарските принципи, но се исфрлени во еден здив, што всушност го представуваат поривот на вештиот уметник, кој не можел да одбере подобар начин сликовито и многу директно да се потпише на крајот на изложбата со измачена рака која создава. Изложбата Враќање представува визуелна сублимација на светот наоколу, ни нуди форми и линии кои врмуваат под заборавени перцепции и сеќавања и нежно не почестува со емоцијата која лебди во нив, рече Јасмина Алексова, историчар на уметноста. Што се однесува до самата изложба под наслов Враќање, Симеонов вели дека првата поента е директно или индиректно испровоцирана од неговите ученици, на кои мртвата природа како мотив со кој се почнува и никогаш не завршува, им беше ноќна мора. И втората поента е враќањето на ликовната сцена со самостојна изложба, затоа што последната била пред точно 10 години. Уметникот се надева дека следната изложба нема да биде во 2028 година.
Следува информацијата од спортот. Со минимална победа од 1:0 против екипата на Кежовица од Ново село, Осогово ја отвори новата надпреварувачка сезона во третата фудбалска лига Исток. Напаѓачот Драган Паунов со гол во вториот дел ја донесе првата победа на Осогово во новата сезона. Градскиот фудбалски клуб Осогово со победа ја отвори новата надпреварувачка сезона во третата фудбалска лига Исток. На стадионот Никола Мантов во неделата во првото коло од надпреварувањето Осогово славеше со резултатот 1:0 против екипата на Кежовица од Новосело Штип. Иако на почетокот на надпреварот играчите на Осогово влегоа со доза на несигурност, сепак подоцна брзо ги консолидираа своите редови. Неколкуте шанси на двата тима не беа доволни да се постигне погодок, па на полувреме резултатот остана 0:0. Веќе на стартот на вториот дел играчот на Осогово Паунов стрелаше за промена на резултатот од 1:0 во корист на домашниот тим. До крајот на надпреварот и двата тима имаа гол шанси, но сепак резултатот остана непроменет. Надпреварот изобилуваше со груба и агресивна игра, што говори и фактот дека гостинските играчи заработија 5 жолти картони. Со првата победа во новата сезона Осогово се искачи на второто место, веднаш зад Малеш од Берово со кој имаат ист број на бодови. Веќе за следниот викенд Осогово ќе гостува во Пробиштип, каде ќе се сретне со тимот на Рудар. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.